Имено, при извршениот инспекцијски надзор од страна на Министерството за здравство, Државниот здравствен и санитарен инспекторат, од медицинската документација беше утврдено дека во приватната здравствена установа диагностичка лабораторија за цитологија и хистологија, Хистолаб од Скопје, здравствени услуги и тоа цитолошка диагностика, хистопатолошка диагностика и имунохистохемиска диагностика давал професор, доктор, вработен во јавна здравствена установа Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија Скопје, со што приватната здравствена установа диагностичка лабораторија за цитологија и хистологија Хистолаб од Скопје вршала дејност која е спротивна на дозволата за работа. Односно, од здравствен работник кој не е наведен во дозволата за работа, каде што како стручен кадар се наведени сосема други имиња на доктор специјалист по патолошка анатомија и медицински лаборант и техничар. Тоа е едниот случај при вршењето на вонредниот надзор, а додека втората е следната. Во друга пак приватна здравствена установа на лице место беше затекнат здравствен работник вработен во јавна здравствена установа како дава здравствени услуги за кои приватната здравствена установа нема дозвола за работа. Станува збор за приватна здравствена установа, поликлиника од специјалистичко-консултативна дејност, Промедика Медикал Центар од Скопје. Примариус доктор, вработен на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје, давал здравствени услуги од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, иако приватната здравствена установа немала дозвола за работа на таков вид услуги. Важно е да се напомене дека докторката е лично од инспекторите затекната во приватната здравствена установа во рамки на работното време. Инспекцијскиот надзор беше почнат некаде после 13 часот. Врз основа на извршениот инспекцијски надзор и констатираните повреди на законските одредби за работа спротивно на дозволата за работа и овозможување вршење на дополнителна дејност спротивно на законот, Државниот здравствен санитарен и здравствен инспекторат донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка. Здравствените установи од денеска ќе бидат привремено затворени. Државниот здравствен и санитарен инспекторат, согласно со неговите надлежности за надзор на спроведувањето на законите од областа на здравството и понатаму ќе ги продолжи контролите во сите останати јавно здравствени и приватно здравствени установи.